Добро дојдете во днешното издание на Шанка. После некое време ја правиме нашата емисија од студиото, значи имаме гостин донесено и тоа директно од Радовиш, се работи за Олег Бојаджиев. Добро дојде во Струмица. Здраво. Струмичани добро го познават Олег Бојаджиев затоа што тој се занимава со повеќе работи и е познат како Бојаджиев фотограф и затоа што има продукција, така ли? Точно. И можете да го видите некаде на нашите локали како тој прави фотографии и така натаму. Меѓутоа целта за кој што е дојден овде денеска во нашата емисија Шанка е сосема различна, се работи за нешто кој што ќе се случува сега набрзо во Радовиш. Да почнеме од почеток, зошто си ти дојден овде, кај што ќе се случува во Радовиш, да ги запознаеме гледачите? Па мотивирани од младите во Струмица, пошто тука заврших средно. Образование, да. Средно образование. Е и уште една причина што многу ми не знаат. Да. Мотивирани од Струмица. Колку се убаво функционира помеѓу младите во Струмица и не се фокусирани на политичка база како што се моментално у цела држава фокусирани. Ние една мала група на млади у Радовиш одлучиме да формираме едно здружение. Здружението го крстивме Млади креативци. Целта ни е да ги мотивираме младите малце повеќе да се фокусират на нивните идеи, да го избегнуват секојдневниот разговор за политика, пошто сега е многу актуелно. И со наши мали проекти да ги мотивираме да почнат да го користат времето правилно. Колку време постои тоа здружение? Ново формирано е од март месец. До сега имаме... Имате направено веќе еден проект, така? Два до сега, да. Едниот ни е бесплатни медицински прегледи кои се одржа во центарот на градот на 7 април, ден на здравството. Имавме тројца обучени медицински лица и тие спроведоа 150 прегледи на возрастни и на млади лица. Бесплатно. Бесплатно, да. Имаше нешто слично и тука, знам, се случуваше пред некој време, така, во Струмица, меѓутоа без разлика. Да, исто пред некој ден поставивме мотивациони пораки низ целиот град, тоест поставивме 8 мотивациони пораки по повод 1 јуни, ден на Say Something Nice Today. Тоа е интернационално низ целиот свет се прави. Кажи нешто убаво денес, да. со мотивациони пораки дека еве, пример, изгледаш прекрасно, насмевни се и слично. И јас изгледам прекрасно. Па да, кога се смееш. Исто така, предвидени ни се уште 10 проекти во текот на цела година. Како дел од поголеми проекти ни се трка на келнери, кино под отворено небо, стрит ден школа исто бесплатна за младите, графити фест каде што ќе се црта и ќе се ужива во R&B музика. Имаме предвидено хуманитарни акции за фамилиите што се социјално загрозени. Да. Имаме предвидено здравје, пред нова година хуманитарен концерт исто за фамилиите што се социјално загрозени, за нивните дечиња да добијат новогодишни подарци и значи тоа сето ќе биде во Радовиш, така? Да, ова нема здружение некаде во околните места на Радовиш или само Радовиш? Да. Исто испуштих го тај дел да ви кажам дека здружението, целта на здружението исто е и меѓуопштинско здружување. Тоа значи дека сакаме да ги зближиме младите од Радовиш со младите од Струмица, иако значи, веќе како ние што правиме со нашата емисија, сега од Радовиш дојде типа тука ние. Иако веќе се зближени, поради тоа што многу од Радовиш учат во Струмица средно, веќе се зближени, ама мислам а тие што учат од Струмица во Радовиш се затоа што тука не може да запишат, немаат добри оценки, нема нешто од Струмица во Радовиш. Имаше нешто. Имаше порано, сега мислам оти нема. Сега повеќе е актуелно у Струмица и уште да се запишеш да средно. По-забавно е. Тоа е нашата цел, значи имаме проекти кои ќе ги изработуваме заедно со Струмичкиот младински совет. И гледам позитивно за догодина и во иднина да ни се уклучат што е можно повеќе млади
да си ги кажат нивните идеи, а ние како здружение да можеме тие идеи да ги спроведеме, финансираме и реализираме. Сте основата на некој начин, со кај што може веќе да се почне нешто да се прави на некој начин, затоа што претходно како што знаеме не се правеше нешто посебно во Радовиш. Да, во тој дел младите во Радовиш едноставно немат каде да ги пласират своите идеи и јас мое мислење што го делам со останатите основачи на ова здружение е тоа дека младите се плашат да го искажат својата идеја, дека мислат дека нема да биде успешна. А ние сме сигурни дека секоја добра идеја може да биде успешна и да стане некоја традиција. Сепак секоја глава со посебна идеја доаѓа. Ева сега да почнеме по полека, најавив дека набрзо ќе случуваат, значи некои работи интересни, почнуваме со трката на келнери. Значи трка на келнери во Радовиш, тоа е за прв пат ќе биде така. За прв пат. Кај нас веќе 7 години се организира. Точно. И сега идејата сакаш да кажеш дека е видена од Струмица, па ајде и ние нешто да направиме слично како Струмица и да видиме дали во Радовиш има добри келнери, така? Повеќе идејата е да направиме меѓу општинска соработка. Значи вашата идеја што е пласирана веќе 7 години тука, да ја пласираме и во Радовиш, со тоа што ќе ги мотивираме повеќе младите келнери да излезат да се надпреваруваат и со тоа да се зближат со струмичките келнери, да направиме една дружба. Значи сепак идејата не е наша. Да видиме кој е најдобар тука во регионот, така? Југоисточниот регион. Да. Најдобриот келнер од југоисточниот регион. Така ли ќе му дојде? Точно, па надевам се дека ќе има и од Штип пријавени. Ајде да кажеме кога ќе биде тоа, как да ги кажеме датите, да знаат еве да се запознат, можеби ќе има тој турист од Струмица. Трката на келнери во Радовиш е планирана за 22 јуни. Исто чест ми е да кажам дека ексклузивен водител ќе ни биде Лазе од Шанк и од Моменти. Затоа што во Радовиш најверојатно немаат водители, па ево од Струмица. Имаме водители, ама он ни е посебен. Посебен. И плюс го зголемуваме значењето на меѓуопштинска соработка. Да. Исто така кино под отворено небо ни е предвидено за во јули. За во јули месец ќе биде бесплатно за секој. Каде ќе е локацијата, може да кажеш? Моментално имаме две локации, едната ни е во центарот, едната ни е на градскиот ред, ќе видиме која ќе одбереме. Се уште немаме заокружено. Ќе видиме која ќе е по-реална опција и поатрактивна, да. Исто стрит ден школата ни е предвидена за во август. Крајот на август. Концептот е секој што сака да игра, тоест да покаже што знае. Да покаже што знае, ќе може бесплатно да се едуцира со професионални, како да кажам, стрит денс играчи. Или како да ги кажам. Добро, тоа го нема во Струмица, гледаш, сега имате кино имаме и трка на келнери, ама еве тоа сега е нешто. Да, ама сепак вашето кино е во паркот и имате простор за кино, кај нас ќе биде малце поекстремно, да. Еднократно ќе биде, затоа што на високо ќе биде. Еднократно ќе биде и надевам се дека идејата ќе се допадне на сите и ќе можеме да го продолжиме, да стане традиција некоја. Да си има вака 2 пати неделно ќе има. Сакаш да кажеш да има повеќе од текот на летниот период кој е топ. Па добро, супер. Сепак интересна атракција е, се шеташ низ центарот и погледнуваш плакат филм, бесплатен, се качуваш девојка, пријател, си седнуваш и си уживаш во филмот на отворено небо, што е многу интересно. Уште ќе биде на градскиот ред, најверојатно. Се уште не знаеме. Во август исто имаме еден проект што е историја на представа за историја на Македонија се вика проектот. Ќе биде со драма, ќе биде со музика, ќе биде со глума, ќе има цитати, тоа ќе се одржува во Радовиш во културниот дом. Тоа е идеја на еден од нашите членови.
Значи, ова се некако проекти кои што ќе му дојдат како нашето Струмица Open Радовиш, како? Не, Струмица Open е сепак во 8 дена се случува се, а на нас проектите ни се разделени за цело лето и цела година. Добро, значи културно, значи ќе му дојде Културно родовишко лето, да. Така некако. Сепак има и повеќе проекти што не се вклучени во нашето здружение, што ги организира општината, ама нашите проекти ќе влезат во културно родовишко лето. И, значи, докаде застанавме? Застанаме до среден школата, дека ќе биде бесплатно за секој што ќе сака да се пријави, а во склоп на истата ќе имаме графити фест, каде што тоа нема да биде фестивал во големи рамки, како што беше Калавалак во Радовиш, туку ќе биде ќе трае некои си 5 часа, каде што уметници од цела Македонија ќе прават графити, а во меѓувреме се што имат научено од средна школата, младите ќе го презентираат тамо јавно пред публиката. Во исто време ќе имаме и диџеј, ќе имаме сцена, забава за сите млади. Значи тоа се засега сите работи кои што планирате? За оваа година имавме повеќе, имавме околу 25, но премиерата нека биде така, премиерата ова ќе биде, тргне, па се спремаме за наредната година. Јас искрено позитивно гледам на ова и надевам се дека за до година ќе ни се пријават уште млади и ќе можат да ги искажат нивните идеи и заедно да направиме за подобро утре. Мислам, премногу се фокусирани младите на политиката во Македонија. Значи, политиката е за возрастните, сепак јас од мал така ме учеле. Не гледај политика. Веќе мал да ти кажам. Па добро, јас, ама премногу младите се фокусирани на тоа. На секој разговори е тоа. Тоа го има секаде, затоа што каде и на интернет да отвориш и телевизија да пуштиш секаде. Премногу сме изфорсирано, да. Премногу и со ова барем мал дел од младите се надевам дека ќе го сменеме. Еве сега и ние да почнеме да си правиме некои политички мовет, да смениме нашата емисија, нашиот концепт. Да се викате Шанк Политико. Значи веќе прв проект кој што ќе биде од сите овие трката на келнери, така? Сега на 22 прв голем проект. Да, прв голем проект, а посебен проект ќе биде графит фест. За летото ќе биде графити фестот, а за општо за цела година ќе биде хуманитарниот концерт кој ќе се одржи во декември. Пред нова година. Имаш веќе планирано каде ќе биде тој хуманитарен концерт? Хуманитарниот концерт ни е предвиден во културниот дом во Радовиш. Предвиден е со локални музички бендови. Како што нешто слично и ние правиме овде во секоја година, да. Без разлика. Јас секако ти посакам успех, се надам дека ова година ќе изреализирате секако што треба и наредната ќе биде далеку поспремни, ќе има уште поголем интерес од ова и тоа сето ќе ви стане како една традиција во Радовиш која што ќе трае многу години, па еве идните генерации кои што ќе ви настават ќе продолжат исто така да го прават тоа што вие веќе го започнувате. Ти благодарам, Олег Бојаджиев, и те посакам уште еднаш многу успех. Фала и на вас. Се гледаме во Радовиш. Да, фала и на вас.